Следите дневник на К3. За да се исплати авансна помош на сите семејства кои настрадаа во поплавите кои го зафатија Скопскиот регион на 6 август годинава, Министерството за финансии ги повикува лицата што биле евидентирани од страна на Комисијата за проценка на штети да дадат информации во која деловна банка сака да им се исплати паричниот надоместок. Граѓаните од поплавените подрачја од вчера можат да се пријават во Министерството за финансии за деловните банки во кои сакаат да им биде исплатен паричниот надоместок. Евидентираните лица од приложените списоци, доставени од страна на Комисијата за вршење проценка на оштетување на недвижен и движен имот, во подрачјата зафатени со силното невреме и поплавите во Скопскиот и Тетовскиот регион, треба да се пријават на дадените телефонски броеви во периодот од 9 до 17:30 и во понеделник од 8:30 до 19 часот. Исплатата на средствата ќе се врши во готово на шалтерите на онаа деловна банка за која лицето ќе се определи. Банките ќе ја вршат исплатата врз основа на документ за идентификација, лична карта или патна исправа. Граѓаните штетите може да ги пријават и во текот на вчерашниот ден. Ротаријанството представува добротворна работа, се заснова на донации од физички и правни лица. Луѓето се организирани во клубови во кои што плаќаат редовна годишна членарина и од таа членарина понатаму се финансираат проекти за помош на локални заедници. Ротари клубот Куманово постои од 2011 година и со своји проекти придонесува на локалната заедница. Инаку да потсетиме дека и од ова хуманитарно здружение донира помош за настраданите од поплавите во Скопје во висина од 360.000 денари. Да ги сакаш луѓето и да сакаш да им помогнеш без да очекуваш возврат е мотото на членовите на Ротари клубот Куманово, кој постои од 2011 година. А од 1 јуни 2016 е членка на Асоцијацијата на ротари клубовите на Македонија. Ротари клубот досега има реализирано низа проекти со кои придонесува за локалната заедница. Ние и финансиски, и материјално, и човечки го поддржуваме Центарот за развој на деца со особени потреби, значи посебни образовни потреби, посебни физички потреби, деца со посебни потреби, порака наша од Куманово. Понатаму соработуваме со специјалните паралелки во основното училиште Браќа Миладиновци, обезбедувајќи просторни, материјално-технички услови за реализација на наставните програми. Помагаме во обука на наставниот кадар за справување со одредени предизвици во работата со децата со посебни потреби. Организираме акции за помош на локалното население кое што е загрозено од одредени непогоди. Вкупната донација на клубот за погодените во поплавите што ги зафатија Скопскиот и Тетовскиот регион е во вредност од 360.000 денари. Дејноста на Ротари клубот е да помага. Тоа е организација која дава, не зема ништо, само дава. Ротари, бидејќи сите членови се ротираат и секоја година е нов председател, така да оваа година ми припадна честа јас да бидам на чело на таа организација, меѓу сите еднакви. Еднаков помеѓу еднаквите е слоганот на ротаријанството воопшто, што значи дека сите членови без разлика на нивната актуелна функција што ја имаат во текот на годината, се еднакви меѓу себе. Ротари клубот Куманово има 36 члена, а за да се биде дел од нив постојат одредени правила. За да се биде член на Ротари клубот морате да имате препорак од некој претходен член и да имате безпрекорно досие, граѓанско, значи да немате некаков кривичен спор, граѓански спор, нешто што вам како профил, како личност дава некаква негативна конотација во заедницата во која што живеете. Тоа е едната работа. Втората работа е освен еден таков безпрекорен граѓански статус кој што треба да го имате, треба да сте некако докажан професионалец во сферата во која што работите, во областа која што ја познавате, во која што сте специјалист и да имате волја за добротворна работа. Ротаријанството е филантропско движење со светски карактер, основано пред 100 години. Ротари фондацијата има седиште во Чикаго и свој фонд од 2,3 милијарди долари за финансирање на проекти за помош на заедниците. Во светот има повеќе од 1.200.000 ротаријанци кои ги промовираат мирот и благосостојбата меѓу луѓето, заедништвото, соработката и човеколюбието воопшто, без никаква предрасуда. Продолжуваме понатаму со други теми. Општина Кратово ги реализираше завршните градежни активности за изградба на локалниот пат село Шопско Рударе Манастир Петте Кладенци.
Заврши асфалтирањето на патот во село Шопско Рударе кој води до манастирот Петте кладенци во Кратовско. Станува збор за локален патен правец во должина од 1600 метри. Од локалната самоуправа на општина Кратово информираа дека завршена е и изградбата на селските улици во село Страцин со вкупна должина од 1 километар. Улиците се изградени со финансиски средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој во вредност од околу 10 милиони денари. Во општината се работи и на патната инфраструктура на повеќе локации. Во тек е асфалтирање на патот во село Каврак, односно патот кој селото Каврак го поврзува со патот од село Злетово до Браната Кнежево во должина од околу 2 километри. Овој проект исто така се реализира со средства од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој во висина од 18,5 милиони денари. Патот е со ширина од 3,5 метри, а за негово непречено функционирање и одвивање на сообраќајот наместа во должина од 24 метри, коловозот е проширен со дополнителни 2 метри широчина. Во приложение вести од културата. Интензивно се работи на конзервација и реставрација на црквата Свети Ѓорѓи Победоносец која се наоѓа во општина Младо Нагоричане. Црквата која е споменик на културата од 15-тиот век се реставрира со поддршка на Министерството за култура. Културно-едукативниот хепенинг насловен како Кокино тврдина на сонцето ќе се реализира денеска на мегалитската обсерваторија Кокино. Овој хепенинг е дел од проектот на владата на Република Македонија и Министерството за култура. Кокино македонски бренд има хуманитарен карактер. Сите собрани средства ќе бидат донирани за поплавените подрачја во Скопско. Хепенингот е во рамки на проектот на владата и Министерството за култура. Кокино македонски бренд има хуманитарен карактер. Сите донирани средства од посетителите ќе бидат наменети за жителите од поплавените подрачја. Министерството за култура информира дека како дел од програмските активности кои ќе почнат во 17 часот, за посетителите ќе бидат организирани едукативни тури до обсерваторијата. Ќе се одржат и повеќе работилници за керамика, филигран, оригами, а паралелно ќе се одвиват и предавања од областа на астрономијата. Вечерта со почеток во 19 часот ќе се одржи поетско читање. Во музичкиот дел ќе настапат Мухамет Ибраими, Фолтин и Кирил Џајковски. Хепенингот планирано е да заврши околу полноќ со проекција на краткометражни филмски проекции во рамки на кино под отворено небо. Претходно како дел од 4-годишниот проект Кокино македонски бренд, кој е во насока на промоција и афирмација на првото регистрирано планинско светилиште од бронзено доба на територијата на Република Македонија, беа реализирани повеќе настани. Во Археолошкиот музеј на Македонија беше одржан меѓународниот научен симпозиум на тема Кокино, археолошки и астрономски аспекти, паралели и искуства и изложба на фотографии од локалитетот Кокино, видени низ објективот на еден од најстакнатите македонски фотографи Љупчо Илиевски. Музеот во Куманово ја реализираше изложбата Кокино тврдина на сонцето, на која беа презентирани околу 150 артефакти откриени за време на археолошките истражувања на овој локалитет. Според НАСА, Кокино се наоѓа на високото 4-то место на најстарите обсерватории во светот. Десетилјадната публика од сите краеви на земјава синоќа уживаше на рок спектаклот Joyfest на плоштадот Карпошово во Станије во Крива Паланка. Петтото јубилејно издание на Joyfest во Крива Паланка, посветено на настраданите во поплавите во Скопско, на програмата понуди одлична рок музика за сите генерации, а 10.000 граѓани од сите краеви на Македонија и соседните држави уживаа во досега невидениот рок спектакл. Главни звезди беа Ареја и алтернативниот рок состав Ван Гог од Србија, а настапија и локалните рок бендови Машина, Стоп и РГБ. Водител на фестивалот беше Гораст Цветковски. Фронтменот на култниот рок состав Ван Гог, Звонимир Ѓули Ѓуле, рече дека прв пат е во Крива Паланка, но редовно настапува во Македонија. Evo, veliko nam je zadovoljstvo i velika čast da smo po prvi put u Krivoj Palanci, a u Makedoniju dolazimo uvek vrlo rado. Имавме особена чест прв пат да настапиме во Крива Паланка, но во Македонија сме многу често. Со задоволство ги прифаќаме поканите да настапиме тука, зашто македонците имаат посебна, врела крв, особен темперамент. Имаме интересен момент од кариерата, кога во 2009 година го објавивме албумот Лавиринт. Македонската публика ги знаеше сите текстови и рефрени подобро од публиката во Србија и другите држави во регионот. Таа енергија и посветеност е тешко да се заборави и се радуваме на секоја повторна средба со нив. Им порачувам на младите широм Македонија таа енергичност и борбеност да бидат двигател за остварување на нивните идеи, соништа и да држат за секогаш до вистината. Da se kriva priča ispravi. Ареја ги отпеа хитовите кои изминатите 25 години постоење на составот ја потврдија нивната незаменлива улога на рок сцената во Македонија. Прекрасна организација имаше на фестивалов.
Многу убаво не пречекаа Кривопаланчани. Убаво е организиран фестивалот. Премногу луѓе има. Јас не очекував дека толку многу луѓе ќе има. И супер, што да кажам, убаво си поминавме. Джојфест прерастува во реномиран настан кој секоја година е се повеќе посетен, а е повод за реунирање или реформирање на локалните рок состави. Само ви кажам, ние се чувствуваме прекрасно. Се надевам дека публиката можеше да ја доживее таа енергија што ние ја чувствувавме на сцената. Општата атмосфера беше неповторлива. Прв пат настапуваме у оваа формација и како бенд. Значи, предпромотивно го изведовме материјалот кој што ќе биде дел од нашиот прв студиски албум што излегува оваа есен. И морам да кажам, изненаден сум како публиката ги прифати стварите. Значи, имавме изванредна реакција од публиката. За нас е, значи, дополнителна мотивација да продолжиме и понатаму, да се занимаваме со тоа што сме сакале, значи од секоја се занимаваме со музика, со добар рок-н-рол, значи со гласен рок-н-рол, некој вид бунтовност, така. Джојфест е во организација на локалната самоуправа на општина Крива Паланка. Годинава прослави мини юбилеј, поради што К3 телевизија ќе посвети и одделна репортажа за изминатите фестивалски изданија, а изложба фотографија од кривопаланичкиот фотограф Ѓорги Костовски веќе е најавена за 27 август. Изложбата е ретроспектива на Джојфест, а ќе се одржи во уметничката галерија на локалната установа Градски музеј Крива Паланка. По првото успешно издание на манифестацијата Шопска свадба во кратовското село Куклица, обкружено со исконска убавина, организаторите најавуваат уште едно ново интересно издание за предстојното лето, советување дека манифестацијата ќе прерасне во препознатлив културен бренд. Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културно наследство Етно Ризница од Куманово посветено продолжува со своите активности за зачувување на обичаите, традицијата и историско-културно наследство на североистокот. Кратовското село Куклица минатата година за прв пат беше домаќин на манифестацијата Шопска свадба, а оваа година таа традиција ќе продолжи, но овој пат манифестацијата ќе се збогати со вистинска свадбена церемонија. Манифестацијата Шопска свадба и оваа година ќе се одржи на локалитетот Камени кукли или Весела свадба во селото Куклица, Кратовско. Во денешното издание е второ поред. На конкурсот кој своевремено го објавивме, од повеќето пријавени двојки, Организацијскиот одбор за организација на овогодинешната манифестација Шопска свадба ја избра, значи двојката која судбоносното да ќе го каже кај куклите оваа година. Тоа ќе бидат Даниела Ангеловска од Кратово и Александар Петров од Неготино. Може да ви информираме дека оваа година свадбата ќе се одржи од 21 до 26 септември на локалитетот, како што рековме, Камени кукли. Венчавањето на двојката ќе биде во црквата Свети Јован во Кратово. Идејата да се организира манифестацијата Шопска свадба потекнува од тоа дека одредени градови имаат свои свадби карактеристични за својот регион. Селото Куклица има своја легенда која вреди да се одржува и да прерасне во традиција, а преку неа да се зацврсти националниот идентитет, низ кој помладите генерации ќе дознаат за своето потекло. Главна цел на организаторите е оваа манифестација да добие меѓународен карактер. Минатата година манифестацијата ја одржавме по прв пат и уште тогаш си дадовме за задача да манифестацијата прерасне во традиционална и меѓународна. Еве тоа полека се надевам го остваруваме, традицијата продолжува, меѓународниот карактер и оваа година ќе биде застапен, особено што имаме најавено гости од Србија и од Бугарија заинтересирани за оваа манифестација. Свадбената церемонија на локалитетот Камени кукли ќе биде во организација на Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културно наследство Етно Ризница од Куманово, под покровителство на општина Кратово.
Бомбаш самоубиец се разнесе на свадба во Турција. Саудиски авиони бомбардираа митинг на 100.000 луѓе во Јемен. Филипинскиот председател Дутерте се закани со повлекување на земјата од Обединетите нации. Прегледот на Свето денеска. Атентаторот кој изврши смртоносен терористички напад за време на свадба во југоисточната турска провинција Газиантеп бил на возраст меѓу 12 и 14 години, изјави шефот на државата на земјата Реджеп Таип Ердоган. Говорејќи пред новинарите во метрополата Истанбул, Ердоган истакна дека првичните податоци покажуваат трага на блискоисточната радикална група Исламска држава во еден брутален напад на момчето. При нападот на свадбарите ноќеска загинаа 50 лица, околу 100 се повредени. Се соопштува дека состојбата на 17 од повредените е критична. По нападот властите соопштија дека станува збор за самоубиствен напад, а шефот на државата Реджеп Ердоган посочи дека веројатен виновник е терористичката група Исламска држава. Коалицијата предводена од саудијците бомбардираше масовен митинг на околу 100.000 прохути, бунтовници и симпатизери на бившиот претседател Абдула Салех во главниот град на Јемен, Сана. Огромен број јеменци вчера излегува да дадат подршка на хути бунтовниците и нивните сојузници кои го контролираат градот. Демонстрантите го поддржаа новиот управен совет, објавен од бунтовниците. Авиони на саудиската коалиција, поддржана од меѓународната заедница, почнале да ги бомбардираат демонстрантите. За време на демонстрациите, борбените авиони го бомбардирале подрачјето околу претседателската палата, како и други области во Сана. Се уште е непознат точниот број на жртви. Председателот на Филипини Родриго Дутерте денеска се закани дека неговата земја ќе се повлече од Обединетите нации, против кој одржа остар говор потикнат од критиката на Светската организација за неговата крвава војна против криминалот. Повеќе од 1500 лица се убиени на Филипините откако Дутерте ја презеде власта и веднаш ја почна кампањата за искоренување на криминалот, што најде на силна критика од Обединетите нации и организациите за заштита на човековите права. Дутерте, поранешен адвокат познат по својот остар јазик, кој повеќе пати им порачуваше на Обединетите нации да не се мешаат во внатрешните работи на Филипини, денеска ја засили својата реторика. Можеби едноставно ќе мораме да се одлучиме за излез од Обединетите нации, рече Дутерте на пресконференција во својот роден град Давао. Тој наведе и дека можеби ќе основа друга меѓународна организација во која ќе ги повика сите земји. Генералниот секретар Бан Ки Мун во јуни исто така остро го критикуваше Дутерте, кој во текот на предизборната кампања вети дека ќе убие 100.000 криминалци и дека во заливот Манила ќе фрли толку тела што рибите ќе се здебелат. Вести од спортот. Ватерполо репрезентацијата на Србија го освои златниот медал на Олимпијадата во Рио и на тој начин ги обедини титулите европски, светски и олимписки шампион. Ватерполо репрезентацијата на Србија го освои златниот медал на Олимпијадата во Рио и на тој начин ги обедини титулите европски, светски и олимписки шампион. Синоќа во финалето на олимпискиот турнир Србија победи Хрватска со убедливи 11-7 и сосема заслужено се најде на највисокото место на победничкиот подиум. Српските ватерполисти првиот период го завршија со предност од 3-2, а веќе на полувремето имаа +3. И во третиот период беа подобри од коцкестите, а само последната четвртина беше рамноправна и заврши со резултат 2-2. Најефикасен играч на надпреварот беше Душан Мандиќ од победничкиот тим со 4 постигнати погодоци. Фудбалерите на Бразил го освоија првото место на Олимписките игри во Рио, откако ноќеска на пеналија совладаа Германија со 5-4. Во основните 90 минути резултатот беше нерешен 1-1. Нејмар во 27-та минута донесе водство за домаќините. Германците изедначија во 59-та минута преку Макс Мејер. Во продолжението два пати по 15 минути немаше погодоци, па се приде кон изведување на удари од 11 метри. Решавачка во пенал рулетот се покажа петата серија кога Нил Петерсен промаши, а Нејмар постигна гол за голема радост на домашните навивачи на Маракана. Победата за бразилците е мал реванш за загубениот трофеј во финалето на светското првенство 2014, што беше одржано во нивната земја, кога Германија триумфираше со 7-1. Женската кошаркарска репрезентација на Србија стави печат на својот историски успех на олимпискиот турнир во Рио, освојувајќи ги бронзените медали во дуелот за трето место со фаворизираната Франција.
Србинките одиграа одлично во третиот период во кој направија 13 поени позитива. Истата не ја испуштија до крајот на надпреварот со што ги заслужија бронзените медали. Миловановиќ со 11 и Дабовиќ со 10 поени беа најефикасни во победничката селекција, додека на спротивната страна Мием реализираше 18 поени. Ракометарите и ракометарките на Вардар се враќаат со трофеи од турнирите во Белорусија и Љубљана. Вардарци го освоја второто место на турнирот Белгазпромбанк, додека дамите го освоја трофеот на Винко Кандија. Вардар во решавачкиот надпревар од третото коло загуби од Мешков со 26-29, со што го освои второто место во конкуренција уште на екипите на Сесон и на Висла Плоцк. За освоеното второ место Вардарци добија награда од 3000 евро од организаторот, а Вуко Борозан беше прогласен за најдобар играч во редовите на Вардар на овој меч. Почетокот на надпреварот беше со израмнети сили, се до 8-8, пошто Вардар поведе со 10-8. Тогаш се случи лош период во нашата игра, па Мешков тоа го искористи да поведе со 14-9, резултат со кој си замина на полувреме. Страхиња Милиќ имаше одлично прво полувреме во кое одбрани вкупно 13 топки, од што и 3 пенали. Во второто полувреме Вардар ја намали разликата на -2, но Мешков повторно се врати на стандардните 3-4 гола. Во 51-та минута Мешков водеше со 26-20, а во 55-та минута со 28-22, со што победникот беше решен. На 30 август Мешков гостува во Скопје во рамки од СЕХА Газпром лигата. Со 3 победи во низа, последната против домаќинот Крим, ракометарките на Вардар го освоија турнирот Винко Кандија во Љубљана. Во последниот надпревар Вардарки триумфираа со 30-25 и покрај тоа што настапија без 7 играчи. Од самиот почеток црвено-црните стартуваа силно, а серијата од 5-0 беше најава за нова победа. Таа разлика се одржуваше во најголем дел од првото полувреме. Истото се случи во вторите 30 минути. Покрај трофеот за освоеното прво место, Вардар ги освои сите индивидуални награди на турнирот. За MVP играч е прогласен Андријана Пенезиќ, најдобар голман е Ина Суслина, додека најдобар стрелец е Тамара Мавсар, која постигна вкупно 22 гола на трите надпревари. Остануваме на информациите од ракометот. Македонските ракометни имиња Миркуловски и Манасков успешно ги започнаа подготовките во своите клубови. Миркуловски најверојатно ќе ги пропушти првите надпревари од новата надпреварувачка сезона поради повреда, додека Манасков со својот тим Рајнекар Ловен забележа нова победа. Веслар славеше со убедливи 33-23 на пријателскиот надпревар со Динамо Букуреш, но скапо го плати овој триумф по повредата што ја заработи Филип Миркуловски. Македонскиот интернационалец настрада при еден дуел во одбраната, лекарските прегледи покажаа дека состојбата воопшто не е наивна. Станува збор за кинење на лигаментите на левиот зглоб, поради што на Миркуловски му е препорачено мирување од најмалку 4 седмици. Со оглед на фактот дека новата сезона во Бундеслигата ќе стартува на 2 септември, јасно е дека Миркуловски сигурно ќе пропушти неколку надпревари за својот клуб во елитното германско ракометно друштво. Екипата на Рајнекар Ловен ги продолжи подготовките за новата сезона. Во нов пријателски надпревар со убедливи 40-23 го совлада составот на Лојтерхаузен. Свој придонес во новиот успешен тест даде македонското лево репрезентативно крило Дејан Манасков со 3 погодоци. Освен за новата сезона во Бундеслигата, германскиот гигант се подготвува и за настапот во Лигата на шампионите. Да потсетиме, Рајнекар Ловен се наоѓа во групата Б, заедно со Вардар, Киелце, Загреб, Мешков Брест, Пик Сегет, Целје Пивоварна, Лашко и Кристијанштад. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност и со услови за појава на краткотраен дожд во северозападните подрачја.
Тука е крајот на овој информативен блок. Довидување.